Добар ден, ученици! Во оваа видеолекција ќе разговараме повеќе за звукот, односно за тоа како се создава и пренесува звукот до нашите уши. Целите на денешната лекција е да научиме и запомниме како настануваат звуците, со што се мери јачината на звукот, како патува звукот до нашите уши, кои материјали го пренесуваат звукот, а кои го спречуваат. Звук има насекаде околу нас. Во природата, додека шетаме, во паркот, кај нас дома, на игралиштето, насекаде. Луѓето создаваат звуци кога зборуваат. Ракоплескаат, свиркаат, се смеат, трчаат, скокаат. Звукот представува музиката што ја слушаме. Шумолењето на лисијата во природата, жуборот на реката, сообраќајниот метеж по улиците, лајањето на кучињата, црцорењето на птиците. Звукот се создава само доколку нешто вибрира, доколку постои вибрација во воздухот. Вибрациите можеме да ги истражиме преку најразлични примери. Овде имаме представено 3 слики на кои што се представени звучните вибрации. На првата слика имаме гитара, на која што со поместување на жиците се создаваат звучните вибрации. На втората и третата слика имаме детски музички инструменти, направени од пластичен сад. Во првиот музички инструмент имаме мембрана од балон и орис, кој што со удирање по мембраната доаѓа до негово поместување, а на третата слика место жици имаме ластичиња, гумени ластичиња, кои со нивно поместување создаваат звучни вибрации. Звукот може да биде тивок и гласен. Звукот е погласен кога треперењето или вибрациите се поголеми. Во тивки звуци можеме да ги наброиме лисијата што паѓаат, течението на реката, песната на штурецот. А во гласни звуци, авионот што полетува, плачот кај бебето, лаежот на кучињето. Меѓутоа, и кај овие тивки звуци постојат звуци што се потивки, звуци што се погласни. Исто така и кај гласните звуци. Има звуци што се погласни и звуци што се потивки. Например, авионот што полетува е многу погласен звук од плачот кај бебето. Имаме една мала активност која можеме заеднички да ја сработиме, а тоа е дека треба да го опишеме секој звук со зборовите висок, низок, тивок или гласен. Тивкиот звук може да биде низок и висок. И гласниот звук може да биде низок и висок. Шепот. Каков звук е шепотот? Тивок звук. Каков звук е пеењето на птицата? Висок звук. Мукањето на кравата? Низок звук. А сирената на булатното возило? Гласен звук. Јачината на звукот најпрецизно се мери со апаратот кој се вика фонометар. Него го користат научниците за најпрецизно да ги измерат вибрациите во воздухот. И таа јачина на звук се мери во децибели, што се запишува со латинични букви мала д и
голема В. Тука имаме неколку представено слики во децимели измерени по јачината на нивниот звук. Тивки звуци, нормални звуци, силни, опасни и веќе штетни звуци за нашите уши. Во тивки звуци можеме да ги наброиме шумолењето на лисијата, спиењето. Разговорот кај луѓето ќе го сместиме во нормални звуци. Музичките инструменти, звукот од музичките инструменти во силни звуци, во опасни звуци, машините, а полетувањето на авионот веќе во штетни звуци. Звукот кога ќе падне пердув е под 0 децибели. И тој звук нашето уво не може да го слушне, бидејќи е многу тивок звук. Најгласниот инсект на светот, африканскиот штурец, создава звук од 107 децибели. Најтивките звуци што можат луѓето да ги слушнат се со јачина од околу 10 децибели, како што е на пример дишењето. Значи се што е под 10 децибели е тешко за слушање за нашите уши. Нивоата на јачината на звукот од околу 120 децибели, како што е музиката во дискотеката, веќе може да предизвикаат трајно оштетување на внатрешното уво. Како патува звукот до нашите уши? Ушите функционираат во пар. Тие ги собираат звучните вибрации и ги претвараат во сигнали, кои се пренесуваат во мозокот. И на тој начин ни овозможуваат ние да слушаме. Децата имаат почувствителен слух од возрастните. Ушите може да разликуваат 1500 различни тонови и 350 нивоа на јачина на звукот. Овде имаме една слика на која што се представени вибрациите како патуваат до нашето уво. Звукот може да патува низ различни материјали и слободно низ воздухот. Звукот може да патува низ голем број на материјали, меѓу кои спаѓаат и тулите и каменот. Што значи дека ние можеме да слушнеме некој како зборува од другата страна на ѕидот. Во вода, пак, звуците патуваат поинаку. Тие патуваат многу побрзо отколку во воздухот. И тие звуци звучат поинаку под вода, бидејќи нашите уши се полни со вода, па затоа и вибрациите поинаку звучат. Кога дуваме во празно шише, се создава звук. А доколку истуриме вода во шишето, јачината на звукот ќе се намали. Со помош на шишињата, вие дома може да направите дувачки инструмент. Со тоа што можеме да ја минуваме висината на тоновите. Може да земеме 3 шишиња, едното да биде празно, другото да биде полно до половина и третото да биде полно со вода. Ќе дуваме во шишињата и ќе видиме како се произведуваат различни звуци, односно различни тонови. Се создаваат звуци во сите 3 шишиња, меѓутоа треба да видиме во кое шише звукот е појак, во кое шише звукот е по-слаб. Исто и следното истражување може да го направите во домашни услови, а тоа е да докажеме дека кога зборуваме низ туба, пееме или викаме, звукот е многу погласен
отколку кога зборуваме без туба. Исто така, звукот и може да патува подалеку. Тоа е така, бидејќи вибрациите патуваат директно низ тубата и не се пренесуваат, не бегаат низ околниот воздух. И на тој начин побрзо и погласно доаѓа до нашите уши. Ако сакаме да имаме погласна музика во одредена просторија, немаме звучник, можеме да го направиме следното, а тоа е да земеме една туба, од двете страни поврзана со пластични чаши, во средина го ставаме мобилниот и звукот се пренесува директно низ пластичните чаши и се создава погласен звук. Ово истражување исто така може да го направите дома, во домашни услови и да ви служи како еден вид на игра со вашето браче, сестриче или другарче, а тоа е да направиме телефон од две хартиени пластични чаши кои што се поврзани со еден подолг коноп. Едното дете ќе ја стави чашата на устата, а другото дете ќе ја стави чашата на едното уво. Кога првото дете зборува, вика или пее, се создаваат звучни вибрации кои што преку конопот доаѓаат до другата чаша и директно до увото на другарчето. Што научивме на овој час? За да слушнеме звук, потребни се вибрации. Јачината на звукот ја мериме во децибели. На звукот му треба материјал низ кој ќе патува. Некои материјали се многу подобри пренесувачи на звук од други материјали. Ви благодарам што ја следевте оваа видеолекција. Се надевам дека ги научивме и запомнивме целите на часот. До гледање!